Премиерот ги кажа сите клучни политики и што е она што го правиме, во што сме лидери и која е нашата визија за европско и модерно земјоделство. Токму затоа ќе потсетам дека февруари 2022 година владата донесе национален план за производство на храна со 17 различни мерки, почнувајќи од нови закони до нови мерки, нови политики кои што денеска се реализираат и на гордост на сите, особено заради тоа што тогаш зборувавме и нашиот фокус беше да ги задржиме во време на ваква криза обработливите земјоделски површини, особено во делот на поледелството, на производството на житни култури. Денеска бројките тоа го потврдуваат и по површина, и по принос, и заедно со овие мерки преку сите програми верувам дека целите кои што ги имаме поставено се остваруваат. Токму на ова место, по тоној трем, минатата година, кога одржавме на средба, дојде од тука барањето, а секое едно барање, секоја наша политика ја базираме дали е тоа барање на земјоделците, на подсекторските групи и во консултација со нив, беше барањето за измени на Законот за земјоделско земјиште, каде што наместо продолжување на договорите за закуп на 5, да се овозможи заради посигурна иднина инвестиција во земјоделското производство, тоа да биде на 15 години. Тоа го направивме, собранието ги усвои измените на овој закон и Дејан, раководителот на подрачната и колегите ми информираат дека голема е бројката на сите оние кои што сега ја спроведуваат постапката и на сите оние на кои што им истекуваат договорите, истите ќе бидат продолжени не на 5, туку ќе бидат продолжени на 15. Ова беше ваше барање и заради новиот ИПАР 3 кој што следи, кој што, како што кажа премиерот, и сме лидери, но и имаме најголема искористеност, немаме вратено пари назад 5 години, ниту 1 евро, имаме над 2400 договори, први во регионот ќе го распишеме ИПАР 3 при крај на ова лето и затоа овие договори кои што ќе бидат потпишани на 15 години ќе овозможат да многу биде поголема бројката на земјоделски стопанства кои што може да аплицираат и преку ИПАР 3 навистина да продолжиме и да бидеме лидери и да го модернизираме земјоделството. Исто така, од тука дојдаа идеи за многу мерки кои што беа минатата година, ќе оставам директорот Бачовски да ги напомене и бројките за сите оние мерки од програмата за рурален развој кои што ги распишавме и кои што се склучија, и за бројките да ве информира за бизнис планот кој што како мерка токму дојде од тука. Од тука земјоделците бараа тие кои што се регистрирани, кои што екзистираат и основна дејност им е земјоделството, побаравте дајте ние да бидеме повеќе привилегирани и да има посебни мерки кои што се однесуваат само на овие земјоделци. Тие не работат во полиција, не работат во администрација, тие работат само земјоделие и токму затоа за прв пат преку програмата за рурален развој распишавме мерка за која што и ние навистина сме шокирани од бројот и од апликациите кои што еве ќе ги сподели директорот и кој што после доделувањето на овие 730 трактори од првата фаза, па ќе продолжиме и понатака, оваа мерка за бизнис план и поддршка за модернизација на земјоделството секако дека ќе биде од особено значење да брзо се склучуваат и тие договори. Минатата година имавме 7 јавни огласи каде што повторно приоритет дадовме на сите оние производители во делот на поледелството и се склучија 2200 нови договори само минатата година, кои што потврдуваат дека не се намалуваат површините под поледелски култури, туку во време на ваква криза со целокупната поддршка и се зголемуваат. Го усвоивме интервентниот фонд, 170 милиони денари минатата година се исплати од платежната агенција преку мерката за поддршка на вештачко ѓубриво. Бевме единствена земја во регионот, нема друга, која што обмисли и креираше, воспостави и даде дополнителна поддршка на земјоделците за 40% за набавка на вештачко ѓубриво. Покрај зелената нафта, вештачко ѓубриво, редовни, брзи, навремени субвенции кои што оваа година експресно се исплатени, ќе информира директорот и за исплатата која што ќе следи утре, која што ќе следи во текот на следните денови. Меѓутоа ова се сет на мерки кои што го поддржуваат токму делот на производството на житни култури. А бидејќи сега сме во екот на жетвата и започна жетвата на јачменот,
сакам да ја соопштам и новата мерка која што на предлог на подсекторската група во петокот беше доставено до мене, а кажавме секое барање на земјоделците од терен, секое барање на подсекторската група најсериозно ќе биде разгледано, заради тоа што во подсекторските групи и на терен може да се сретнете со луѓе што работат земјоделие, што ги знаат проблемите и што може да дадат најдобри решенија. Затоа на владата на следната седница ќе предложам измена на програмата, на уредбата за директни плаќања, каде што мерката за дополнителна поддршка по принос, мерката која што изнесува 5760 денари кај јачменот доколку имате над 3 хектари, над 3 тона по хектар, и која што минатата година важеше за сите, токму во време на криза, не само на тие од 5 до 50 хектари, туку на сите кои што имаат над 1 хектар, оваа година не само што ќе биде 5760, туку ќе биде 12.000 денари. И таа ќе важи за сите кои што имаат над 1 хектар и нема да има скалесто и ќе може да се користи за сопствени потреби, за предадениот јачмен и за сопствена фарма и во преработувачки капацитети, целосно заедно со земјоделците ќе ја додефинираме оваа мерка која што ќе значи дополнителна поддршка и континуитет на нашите политики и на новиот модел на субвенции, каде што се што правиме е да ги зголемиме површините, да го зголемиме приносот и да го зголемиме производството. Затоа сметам дека оваа мерка која што е едногласно прифатлива, односно прифатена и предложена од страна на подсекторската група, ќе биде предложена од наша страна на владата и верувам дека владата ќе ја донесе, а следниот петок, односно во овие денови, работата на подсекторската група ќе биде да ја следи состојбата со жетвата, цените и состојбите во делот на пшеницата. Секој едно барање, секоја една потреба, секоја една мерка која што креираме е заедно со вас земјоделците и затоа еве во дел и на тој пакет на мерки од националниот план за производство на храна, сакам да честитам на сите овие добитници, 60 кои што се од овој регион, од Свети Николе и Лозово, за новата механизација, за новите трактори, во рамки на оваа прва фаза од доделување на 730 договори. Честитки на сите и да се гледаме само за убави моменти, убави мерки, убави политики преку кои што на вистина на долг рок ќе го модернизираме македонското земјоделство. Благодарам.